Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. По се изгледа дека саемите на автомобили повторно се враќаат во игра. По објавата дека до година во февруари ќе се одржи Женевскиот мотор шоу, доаѓа и една убава вест од Јапонија. Во овој момент се одржува Japan Mobility Show, каде јапонските производители ќе ги покажат не само своите модели, туку и визии за иднината. Кога збориме за иднината, денеска во тест ја имаме новата генерација на BMW серија 5. Овој автомобил стана еден од најпосакуваните меѓу бизнисмените и не е чудо што е наречен омилена бизнис лимузина. За BMW серија 5 нешто подоцна, а сега тргаме со флеш вестите. На Stellantis не му оди баш најдобро во Кина, ама на кинезите во Европа им тргна одлично. Затоа и согледувајќи ги можностите и опциите за иднината, раководството на компанијата одлучи да инвестира во Leapmotor. Не случајно, бидејќи младиот кинески производител, основан во 2015-та, покажа голем потенцијал. Првиот модел го подготвија во 2018-та, а веќе лани испорачаа 110.000 возила. Гамата им е исклучиво електрична и сега се состои од 4 суштински различни модели, а петиот наменет за глобална продажба е на пат. Stellantis за сума од 1,5 милијарди евра ќе добие 20% собственост во компанијата и што е поважно, пристап до нивните напредни технологии. Исто така договорено и формирање заедничка компанија за интернационална продажба на возила на Leapmotors, чиј прв човек ќе биде назначен од страна на Stellantis. Европските производители остануваат без уште еден аргумент против кинеските возила кои на најновите тестирања спроведени од Euro NCAP покажаа високо ниво на безбедност. Сите три модела Xpeng P7, Build Your Dream, Seat и Delphin освоија максимални 5 звездички, исто како и летово NIO ET5 и EL7, и тоа во најстрогите тестови досега. Она што посебно е значајно е што разликите меѓу нив се мали, без оглед на класата на која припаѓаат. Најслабо се покажа во проверката на безбедносните системи, што на кинезите им става до знаење каде треба да ги насочат подобрувањата. Тие секако ќе ги искористат резултатите од овие тестирања за освојување на се уште скептичните европски купувачи, за што имаат големи планови. После 4 години принудна ковид пауза, салонот на автомобилите во Токио се врати. Преименуван во Japan Mobility Show, се одржа на истото место, но со суптилно поинаква организација во која беа застапени повеќе сфери од светот на транспортот. Централното внимание сепак го заземаа производителите на автомобили, кои на свој уникатен начин ја најавија иднината онаква како што ја замислуваат. Ентузијазмот во настапот беше неизбежен, а задоволството на организаторите од големиот интерес на изложувачите резултираше со амбиции манифестацијата да се одржува секоја година. Со оглед на покажаното, вреди. Тојота на салонот на мобилноста се однесуваше како домаќин, помалку затоа што председател на Јапонската асоциација на автомобилски производители е нејзиниот прв човек Акио Тојода, повеќе бидејќи од сите изложувачи несериозно се
подготви. Затоа и помалку изненадува што своето представување го започна со пикапот IMV-0, кој на основа голема колку Hilux нуди безбројни можности. Вистинскиот правец во кој ќе се развиваат новините на марката сепак беа предводени со кросоверот FT3E, за кој познавачите на приликите тврдеа дека би требало да биде прв од новото Beyond Zero семејство место лани лансираниот BZ4X. Аргументи за тоа има доста, но од Toyota посочуваат повеќе зашто ваков компактен кросовер допрва треба да се појави. Сепак за нивна имплементација ќе треба да почекаме некоја година додека јапонските инженери ги развијат технологиите до крај. Тоа еден ден секако ќе се случи, за разлика од спортското купе FTSE, чија иднина се уште не е до крај дефинирана. Се надеваме дека активностите и вниманието кое го привлече на јапонската изложба ќе придонесат работите да се одвиваат побрзо и овој електричен наследник на MR2 да го здогледа светлото на денот додека се уште го паметиме неговиот идеен претходник. Од другите новитети, мини комбито со ознака Кајоибако беше интересен само за специфичен дел од домашната публика, но затоа концептот Land Cruiser SE целеше глобално, со оглед дека беше силно најавуван и според ознаката очекувањата за него беа големи, но по се изгледа останаа недоволно разјаснети. Најпрво затоа што радикално се разликува од се што досега го носело името Land Cruiser, но и заради недоволната визуелна атрактивност што со самото тоа треба да ја има. Слични беа впечатоците и за пикапот со криптична ознака EPU, кој според едни треба да влета на американскиот фронт на вакви електрични возила, а според други отвора ново поглавје во глобалната електрификација на марката. Што и да е, едно е јасно. Toyota нема намера да отстапи од иднината дефинирана со своето минато, заради што и пресконференцијата ја започна со подсетување на почетоците од пред скоро цел еден век. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Зачекорувањето во новата електрична ера за Lexus е задоцнето, но компанијата нема да ја преспие иднината за која здраво се подготвува. Еден од моделите што може да се очекуваат ќе произлезе од концептот LF-ZC, чија сериска судбина беше потврдена од одговорните, кои кажаа дека за него ќе се користи нов производствен процес наречен гигакастинг. Со големина колку Tesla Model 3, овој електричен автомобил ќе има призматични батерии кои ќе тежат помалку и ќе понудат двојно поголема автономија.
Спецификациите за нив, ниту пак за погонската група не се откриени. Покрај него на салонот беше покажан и големиот кросовер со концептна ознака LFZL, кој треба да биде иден предводник на марката. И за него техничките детали не се познати, освен димензиите, должината од 5,3 метри, широчината од преку 2 и меѓуоскиното растојание е раскошно развлечено на 3,35 метри. Тоа ветува многу простор во кабината која има целосно рамен под и панорамски покрив. За него се подготвува нова софтверска технологија со бежично ажурирање и напредни функции на вештачката интелигенција, имплементирана за да се подобри информирањето на патниците за околината низ која се патува. Јапонците не кажаа кога и дали воопшто ќе стане серијски производ. Агресивниот настап на Nissan на јапонскиот саем на мобилноста, на кој представи не еден или два, туку дури 5 концепти, може само да ги покажува амбициите на компанијата која практично до вчера беше заглавена во собствени проблеми. Но како и да е, било што да се изроди од покажаното ќе биде огромен напредок. Најмногу ако тоа биде идниот GT-R кој сите го препознаа во електричната студија со ознака Hyperforce, која својата сила ја црпи од електропогон со дури 1340 конски сили. Со него на најмоќен начин што можеше, Nissan потврди дека GT-R ќе има свое место во иднината. И тоа не било кое. Линиите со кои шашардисува овој концепт го подставуваат на висок пиедестал на кој цврсто ќе стои таму со најава дека ќе биде пионер во употребата на нов тип батерии. Напредната форма на Nissanovата технологија на погон на сите тркала и лесната карбонска каросерија ветуваат фантастични забрзувања и исклучителна управливост и на кривулести патчиња и на тркачки патеки. Привлечноста на Nissan Hyperforce иновативно ја зголемува и проширената реалност која овозможува безпрекорно преплетување на вистинското со виртуелното. Но сепак, колку сето ова звучи примамливо, овој хиперавтомобил се уште се наоѓа длабока во футуристичката иднина и на нешто што ќе се изроди од него треба да се чека до 2028 или 2029 година. Иако ни оддалеку не беше вистински новитет подготвен за салонот, Mazda малку чудно во прв план ја истакнуваше обновената верзија на MX-5. На тој начин може би сакаше да каже дека се уште е прерано за низиниот наследник кој сите го препознаа во концептот Iconic SP, чија ознака јасно асоцира на чие наследство стреми. Но уште почудно беше тоа што инженерите на марката се решија да го опремат со електропогон со 370 конски сили, чиј извор на струја, откако ќе се испразнат батериите, ќе биде ротационен ванкел мотор. Затоа пак истакнаа дека ваквото решение им овозможило да ја задржат тежината на само 1450 кг и, што е поважно, флексибилно да ја распределат меѓу предната и задната оска. Тоа секако директно влијае на перформансите кои се очекуваат од еден ваков модел, што сигурно ќе ги радува љубителите на марката. За нив исто така значајно е и што се враќаат светлата на подигнување кои беа присутни само кај првата и најпродаваната генерација на MX-5 Miata. Honda ги разбуди со ништото на своите верни фанови со концептот Prelude, чие споменување веднаш предизвикува емоции. Освен дека ќе стане увертира за идните модели во електрифицираната иднина, за ова елегантно спортско купе кое ја демонстрира посветеноста на марката на радоста на возењето, малку беше кажано. Председателот на компанијата сепак ја повика јавноста да ги задржи високите очекувања, за оние пак кои сонуваат во идно време беше покажан концептот со име Суистиана C,
чиј облик делува како мешавина на првата генерација на Civic, малиот City од 80-тите и електричниот E. Друштво му правеа концептите C и MEV и Cruise Origin, опремени со функционални автономни технологии. Премиерен настап пред домашната публика имаше и прототипот на заедничкиот модел на Sony и Honda, кој под брендот Afeela ќе се најде во продажба од 2026 година. Планирано е да се произведува во некој од фабриките на Honda во Соединетите Американски држави и да има автономни способности. И Subaru е дел од семејството на Toyota, која поседува 20% од акциите на компанијата, но неговата посебност се почитува. Тоа се одгледува и од најновиот концепт со ознака Sport Mobility, кој, почитувајќи го спортското минато на марката, индиректно го најавува електричниот наследник на купето BRZ. Со него Subaru воедно воведува и ново дизајнерско изразување кое значително одстапува од сегашното. Нема информации за спецификациите на моделот, но од Subaru велат дека ќе има напредна технологија за векторирање на вртежниот момент која ќе му дозволи на возачот да има контрола на сите 4 тркала по своја волја. Вообичаено во Јапонија од секогаш биле присутни мал број странски производители. Така беше и сега. Се појавија кинескиот Build Your Dream, чија постава не изгледаше како залутана меѓу футуристичките јапонски концепти. BMW ги представи концептот Neue Klasse и идната генерација на X2, а во споредба со скоро сите други, настапот на Мерцедес беше толку блед што не вреди ни да се спомене. Така јапонците ја гледаат иднината, но германците имаат една поинаква визија. Се започна 1972 година, кога на пазарот се појави првата генерација на BMW серија 5. За своите 5 децении постоење, овој модел стана една од најпосакуваните бизнис лимузини и не е чудо што прекарот е омилената бизнис лимузина. За својот животен век од 5 децении, BMW серија 5 во пензија прати 7 генерации, кои се продадени, како што реков, во повеќе од 10,4 милиони примероци. Денеска сме да ја сретнеме и да видиме што ни нуди 8-та генерација на BMW серија 5, која воедно и прва генерација која ќе биде потполно електрична. За 8-та генерација на серијата 5 BMW подготви 3 погони. Тоа е електричниот, плагин хибрид и мотори со внатрешно согорување кои до душа имаат електрична поддршка, благ хибрид. Ние сме пред предницата на моделот i40, електричен модел кој се разликува само во маската, бидејќи не треба многу ладење на електричниот мотор. Оваа маска
маска е варијабилна. Обично е затворена, но кога треба ладење, таа се отвора. Бубрезите се намалени и сега изгледаат спортски, додека светлата и браникот се во форма пуританска. Нема многу разигрување на линиите. Целиот дизајн на BMW е пуритански. Оваа каросерија, 7 каросеријата се одликува и со зголемени димензии кои сега се над 5 метра. Тоа значи дека има многу повеќе простор во внатрешноста. Иако е електрична верзија и 40 има само за 40 литра помал гепек од класичната. 500 литра е капацитетот на багажникот, но на електричната е 460. Околу надворешниот изглед не треба многу да се зборува, бидејќи е акцентиран со спортски изглед и динамичен изглед, но сепак потсетува на вистинска лимузина. Внатрешноста на BMW серија 5 е нешто посебно. На почетокот на оваа година ја тестиравме BMW серија 7, а сега сме во петката. Зошто ја спомнувам серија 7? Затоа што во внатрешноста на новата серија 5 се осеќа чувството како да сте во далеку поголемата седумка. По димензии меѓу тројка и седумка, петката сепак во внатрешноста дава едно посебно чувство. Ја имаме вообичаената перспектива за возачот, два споени монитори, едниот од 12,7, другиот од 14,3 инчи, кои ја имаат сета потребна инфозабавна функција, но и сите системи кои му се на помош на возачот. Просторот за возачот е навистина одличен. Ми се допаѓа што формата на воланот е спортска, посебно затоа што е долниот дел пресечен, но на раце легнува многу добро. Во внатрешноста се забележуваат одлични материјали. BMW оваа внатрешност ја нарекува веганска. Овој нутриционистички израз е аплициран затоа што не се користи никаков материјал со потекло од животни. Квалитетот на изработката на материјалот, иако е вештачки, е на висина на природните, односно на кожата. Ја има сета онаа префинетост и чувство кое би имале и со кожен ентериер. Амбиенталното осветлување е исто така за пофалба. Дури и во денски услови се забележува дека амбиенталното осветлување е функционално, а со него можете да се играте, бидејќи овозможени се повеќе бои и повеќе мотиви. Исто паралела со серијата 7 се е употребата на луксузен кристал во внатрешноста, како што е за овој клизен прекинувач или за селекторот за менувачот. Дури има и место за индукционо полнење, односно бежично полнење на два мобилни апарати. Се чувствувате како да сте во вселенски брод. Толку беше околу внатрешноста на серија 7 што се однесува до возачка перспектива. Вредно е да почнеме да ја возиме. Желбата да ја возам петката беше преголема, но за малку ќе заборавев да седнам на задната клупа. Веднаш со влегувањето се забележува напредок од претходната серија 5, бидејќи во неа, кога влегувавте на задната клупа, моравте добро да се наведнете за да не удрите главата. Сега тоа е надминато. Возачкото седиште е наместено јас како што седам, а има огромен простор за колениците
седалките и воопшто на сите страни. Чувството е прекрасно. На централниот гребен, осем дифузорите за воздух, имате и команди за клима уредот. Bauer Wilkins системот е одличен што се однесува до озвучувањето, а во самиот столб има уште еден дифузор за вентилацијата, што е навистина добра солуција, бидејќи ви дава максимален учинок на климатизацијата. На задниот дел имате уште и 4 USB-C приклучоци, така да на задната клупа можете да бидете опуштени и да си ја работите вашата работа. Сепак, BMW серија 5 е омилена бизнис лимузина. Новата генерација на BMW серија 5 има две електрични извадби. Едната е i40, додека другата е M60. Разликата меѓу нив е и во силата и во моторите. i40 има мотор на задната оска. Тој располага со 350 конски сили, 400 Нм и има исто напојување како и посилната M60 верзија. Напојувањето е од 81 kWh батерија од нето капацитет. Од истата батерија се напојува и M60 кој има два мотори, едниот на едната, другиот на другата оска и се разбира погон на сите 4 тркала. Тој има вкупна сила од 600 конски сили и мамутски 800 Нм. Јас се наоѓам за управувачот на верзијата i40, која има погон на задните тркала. Незините 350 конски сили се и повеќе од доволни да пружат извонредно возачко искуство. Самата ергономија на седење, поставеноста на воланот, но и чувството кое го добивате од целиот механички склоп е извонредно. Она како што очекува секој од BMW. Подпирањето е скроено да се справи со сите предизвици кои може да ве најдат на пат, а она што е зголемена тежината на електричните верзии не влијае во агилноста, ниту пак во возните својства. Управувањето е извонредно. Кога ќе претерате со брзината, ја чувствувате тежината на возилото, но тоа е како залепено за асфалтот. Безкомпромисно се однесува, па дури и задниот дел при голема брзина во свиок малку да ве фрли, да се случи она подуправување што се случува на сите возила кои имаат погон на задните тркала, можете многу лесно да го скротите. Чувството на воланот и запоставеноста на каросеријата е врвна. Како да возите М модел на BMW. Навистина сум многу пријатно изненаден. Досега имам возено 3 возила електрични на BMW, тоа е i4, сега i5, пред неколку месеци ја возев и i7. И можам да кажам дека BMW е единствениот производител на електрични автомобили, чии електрични автомобили изгледаат идентично како класичните, односно како моделите што имаат мотори на внатрешно согорување. Тој потег е многу добар, бидејќи возачите сакаат да се идентификуваат со своите автомобили. Оно што се чувствува во возењето на i5 и на останатите изведби на серија 5 е доминирањето на електрониката. Зборувам на онаа електроника која му помага на возачот, но и му го олеснува возењето. Но таа знае да биде многу здодевна. Да кажеме, доколку возите со нешто поголема брзина од дозволената, а таа многу лесно автомобилот ја чита преку своите сензори, цело време добивате опомена со звучен сигнал. Тоа во секојдневното користење
или ќе се помирите со тоа, или ќе морате да го исклучувате. Но, доколку го исклучите системот за опоменување, треба да сте свесни дека после секое исклучување на автомобилот повторно се враќаат фабричките дотерувања. Тоа знае да биде сизифова работа. Што се однесува до потрошувачката, во просечната потрошувачка на И40 е 16,8 киловат-часови. Го слушате звукот на автомобилот кој ме опоменува дека возам побрзо од дозволеното. Аз возам само 3 км на час побрзо од дозволеното. Да се вратам на потрошувачката. Батеријата од 81 киловат-час овозможува автономија поголема од 600 километри, што е одлично достигнување. BMW е горд и тоа го истакнува дека батериите самиот ги модулира и ги склопува, а не ги купува од добавувачи како готов производ. Па тоа овозможува да се направи еден сосема поинаков и хардвер и софтвер, како и менеджмент на батеријата која може да издржи повеќе од 600 километри. Во Македонија цената на BMW i5 и Drive 40 почнува од 89.000 евра. Добро е познато дека кај сите премиум автомобили цената на дополнителната опрема може и за повеќе од 50% да ја зголеми основната цена. Таков случај е и со тестираниот модел. Навистина е одлично, да не кажам богато опремен, а тој во Македонија ќе чини 110.000 евра. Многу ми е жал што со BMW серија 5 не можев да поминам повеќе километри. Нашата рута беше долга 380 километри, во која ги почувствувавме сите благодети на електричните возила на BMW. Се разбира, времето е ограничено, а за сите остварувања кои се вградени во серија 5 може да се направат неколку епизоди од автомагазин. Но во овој момент нема да се занимаваме со тоа. BMW серија 5 во својата 8 генерација покажува и докажува дека ќе остане најпосакувана бизнис лимузина во сегментот. Таа е скроена и направена не само да уживате во неа, туку и да го пробудите тигарот во себе. Зборам на возачкиот тигар, без оглед дали станува збор за електрична верзија или пак за верзија со мотори со внатрешно согорување. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се надевам дека уживавте. Ви благодарам и се гледаме за 7 дена. До гледање.